Јас многу често сум спомнувал дека сум многу благодарен на Бога што живеам во еден манастир кој што е изграден, би рекол, со љубовта на прилепчени кон Мајката Божја и обстојува низ вековите со таа љубов. И сите искушенија што ги поминавме и со пожарите и што се не ни се деси во последните недели, меѓутоа гледате сепак манастирот е полн прилепчани, не дозволуваат да овој ден го поминеме нели без масовно присуство. Уште повеќе, да, сите се добре дојдени во дворот на Мајката Божја на литургија, да заедничариме со Бога на овој прекрасен и преубав празник. Па знаете како, Успението на Мајката Божја е еден исклучителен празник, значи ако забележите, сега со градоначалникот разговараме колку се манастири и колку цркви има во Прилеп и Прилепско, и не само во Прилепско, во целата наша црква, кои што се половината, да не речам, посветени токму на Мајката Божја. Љубовта на луѓето кон Мајката Божја е навистина голема, а тоа се должи пак на огромната љубов на Мајката Божја кон луѓето. И како што пеевме на тропарот, во рождеството го сочува својата девственост, меѓутоа со Успението не го напушти светот. Мајката Божја е се уште со нас тука. Вечерва присуствувавме на Божествената литургија во очи овој голем христијански празник, кој што доста тука се слави во овој култен, би рекол, манастир Трескавец, кој го носи името Успение на Мајката Богородица. На вистина доста прилепчани покрај пожарите, опасност од пожарите, присуствуваат вечерва на овој голем празник. Утрашниот ден се надевам дека ќе има повеќе стотици граѓани кои ќе дојдат заедно да прослават. Во оваа прилика на сите православни христијани му го честитам овој голем празник, му посакувам здравје, среќа, радост, успех да имаат и да се гледаме зубави работи, а не вака како што ни се случуваат пожарите овие денови во околината на манастирот Трескавец. Јас повеќе би препорачал да го користат асфалтниот пат. Има тука дежурни противпожарни единици, значи има цистерна, има нормално брза помош, тука се она што е неопходно за организирање на празник каде што има масовност, меѓутоа пак мојата препорака е да го користат асфалтниот пат. За сега нема некои поголеми опасности околу манастирот, меѓутоа ние овдека цело време се справуваме со една голема огнена стихија и благодарение тука на организираноста на противпожарната единица на Калис, јавните предпријатија и голем број суграѓани, во повеќе наврати беше и спасен манастирот да не дојдат огнените пламени до самиот манастир. Истото и сега обезбедуваме постои околу манастир. Правите? Ако се домаќини.